Небојша Вуковиќ, професионален готвач со највисоката титула во Европа, мајстор готвач од прв ред. Професор со 21 година работно искуство, кој ги има обучувано готвачите на најпрестижните хотели и ресторани кај нас. Неговата мисија е да ја внесе македонската традиционална кујна во модерното доба. Еден во низата готвачи во семејството, кој со генерации создава ремек дела во кујната. Овој пат Небојша е пред неголемиот предизвик. Тој има само 2 дена да ги реши проблемите кои нашите ресторани ги имаат и да ги стави на кулинарската мапа на Европа. Овој меѓународен судија по кулинарство не прифаќа компромиси. Небојша Вуковиќ го очекува само најдоброто. Вау! Оваа недела сме повторно во метрополата. А таму не чека нов предизвик. Небојша, одиме во еден од најпознатите скопски ресторани. Повторно сме во Скопје, пред еден од најелитните ресторани во градот. Ресторанот се наоѓа во целината со Кубо маркет, што значи дека може да изберат и од понудата што ја дава Кубо маркетот. Ресторанот има знак за квалитет и јас едва и чекам да видам што ќе ми понудат внатре. Покрај извонредната локација, ден и ноќ располага со голем паркинг со 150 паркинг места. Каде веќе на првиот чекор ќе ве пречека пријатен амбиент, уреден со вкус и стил. Јас веќе се смести во ресторанот. Ресторанот го дава впечатокот на луксузен ресторан. Најверојатно носи и добар квалитет затоа што ја видовме марката надвор. Јас сега ќе се обидам да видам што има над понудата на објектот и ќе коментираме во врска со неа. Добар ви ден, господине. Добар ден. Повелете мени да си погледнете. Благодарам. Повелете, дали се одлучивте? Јас би сакал да ве прашам малку. Слободно. Околу листата на јадење, гледам дека на 2 места имаме десерти, на 2 места имаме ладни предјадења, тоа се интернационална и наша кујна. Така, да. Јас би сакал од оваа кинеската храна нешто да ми понудите. Еве, да речеме, ова е телешко во соја сос некоја или така нешто. Така. Нажалост, сега имаме некои измени, тоа мени ни е доста старо, во концепт е, значи, правењето на новото мени, така да не се спремни моментално. Сакате да кажете дека кинеска храна нема? Во моментот не. Кај ја најде баш кинеската. Добро, тогаш јас да не ја читам оваа листа на јадења. Кажете ми вие сега со оглед нека се утрински часови, што ќе ми понудите? Дали може да оставите на нас, впрочем, да ви понудиме нешто баш за Со што ќе почнеме? утринска дан? Јас би предложил со чорбички, кои што ги имаме Со стварно чорба. врвни чорбички. Донесете Имаме ми- поеќе видови на чорби, Донесете значи ми една чорба, па после ќе видиме. во ред. Благодарам. Молам. Така де, Небојша, денот се почнува со добра чорба. Листата на вистина треба да се промени, затоа што овдека јадењата кои сте ставени може би одговарале во некој друго време, меѓутоа сегашната понуда, промените што се случуваат, особено овде во главниот град, не соодветствуваат на оваа понуда. Злате, Да, фојл. па еве сега бев господинот кај ба се фати. Знаеш дека имаме комплетно, не само национална, интернационална кујна, база кинеската се запнат. Нели во текст е на менјавање нова? Немаме потрошувач на кинеска куња, немаме кинези да дојдат тука да побараат. Да, ама па за тоа требаше да се тргне од менето и Не сега. можеме роба да порачуваме. Па да, ама многу кинески непријатно, начин да дури кога ми спремаме. рече кинеската како кнедла ми застана тука. Впрочем, знаеш колку непријатно. Добро, немаме, дај да се извадиме господинот ми Одма- нарача една чорба. Ќе му дајме одма 6 врсти на чорба да ги проба сите да види колку се убави. Ајде да видиме. Одма Ајде. Со чорбата лепче нешто да видиме или нема да има потреба, молим те и тоа спремете ми. Гледам лимунче има, имаме макдоно со лукче спремено. Кои чорби ни се сега тука? има шкемба Овој чорба, гледам има лосос. телешка чорба, има лосос чорба, има Добро. вегетаријанска супа, Добро. имаме и пилешка И чорба. пилешка, добро. Уште едната ви фали? Да, бе, кај си го пејте? Кај ми е тенџерчето? Уште едното? Ајде. Еве го, одма идам, трчам. Идеме, ајде. Трчам, одма ти давам. Ајде ве молам. Ќе бидат ли доволно 6 вида чорби за да се импресионира професорот? Се надевам се како што Одма ќе треба ти дајме затоплени. 1, 2, 3, 4, 5, ова 6. Шеста, ајде, идеме. Добиваш. Да.
Не, риба нема внатре. Нема риба. Дај ќе ставиме рибата. Ајде, побрзај, побрзај. Побрзај. Дај рибата. Брзо рибата. Ова, нема месо. Дај малку. Дај мерце повише стави. Кујната е подготвена на се само за да се покаже во најдобро светло. Ајде. Види колку убави чорби ќе му дајме на Одлично. господинот. Одлично. Сите вредно работат и не се штедат ни најмалку. Во прашање е преодна оценка. Колку за почеток? Злате, добро. Да. Сега само колку да прашам во случај кога ме праша, како што гледам. Ова е вегетаријанска Вегетаријанската супа. лосос Од супа, телешката, пилешка, јагнешка и ова е и шкембе. и шкембе. Во ред, не е проблем. Шест чорби. Само уште малце лепче подпечено, Готово, како што си лепчето е даваме при и ова крај. тука е спремено. При крај Ајде ти лепчето. благодарам, при крај лепчето. Да. Во ред. Ајде, повели. Ти благодарам. Може се? Да, ќе ги земеме. Не е проблем, се враќам само по другите. Добро, ние се приложуваме со работа. Да спремаме за шведска маса мораме. Келнерот брза да не му се оладат чорбичките. А кој брза, тој Што е ова? Значи повелете и поред тоа што рековте една чорба, истура. сакаме да ви доловиме во многу мали количини, да ги пробате, ова се комплет 6 вида на чорбички. Значи може отприлика да ви кажам, тоа би било вегетаријанска супа, лосос чорба, телешка чорба. Значи пилешка чорба, имаме јагнешка чорба и шкембе чорба, кои што ни се застапени скоро секој утре и во секој момент ги имаме. Во секој момент од денот. Од денот. Секој момент, најмногу меѓутоа, ги највеќе, значи, консумирањето на чорбички се во утринските часови, негдека до 1 часот, што не значи дека и после тоа ги немаме, меѓутоа веќе после се нели сите тие побогати ручкови на база на други специјалитети Јас ќе ве рибни. замолам сега прибор да ми Прибор ќе донесете одма. и ве молам само момент, Што бисте се? со чорбите што ќе ми понудите за Па, пиење. ја би ви понудил едно убаво шардоне, така со малце миризливо букенце и фин вкус. Ве Дали? молам, значи виното и прибор за чорбите. Секако. Ќе имам јас работа овдека доста најверојатно. 6 чорби. Не бојша, се надеваме дека си гладен. Благодарам. Малце нормално лепче подпеченко. Приборче ве замолам, А, да може така, да за ги секоја дегустирате чор- сите, за секоја за чорба секоја поединечно, чорба поединечно, за да не така ги е. мешате, да си имате чист вкус. Да. Благодарам. Па да почнеме. Ова рековте е вегетаријанска, така ли? Да, таа е вегетаријанската. Јас се извинувам само доколку бидете љубезни. Благодарам. Овде на вистина се запазуваат сите прописи. Едно добро шардоне. Ви пожелувам добар апетит. Благодарам. Фино. Не е одреден вкус, убав. Не е многу силен. Аха, ова е лососовата чорба. Вкусот премногу неутрален би му појачал на зачините. И покрај тоа што е рибна чорба, сепак треба да има малку од зачини, тоа ќе го поразговараме со шефот на кујна малку подоцна. Одлично. Сепак кујната овде треба да поработи на вкусовите на чорбите. Значи, чорбите се извонредни, меѓутоа, може би треба сам да ја дотирувам, да го дотирувам вкусот, меѓутоа, за тоа ќе ми требаат малце различни зачини. И шкембе чорбата. Ќе имаме ние овде дискусија со шефот на кујна. Ќе го замолам скелнерот да ги повлече, затоа што вистина капацитетот овдека мој не е толкав за да изедам 6 чорби сигурно. Јас ви благодарам за понудата, меѓутоа 6 чорби јас не можам да изедам. Така. Значи, што имаме за главно јадење? Што можете да ми понудите?
Па за главно јадење, видете, имаме ние малце побогат асортиман, доколку што успеавте да видите во менуто. Дали сте нешто од делот на националната кујна или интернационална? Дајте ми по 2-3 предлога од секоја од Од секоја. Па ево од нашата национална кујна да речеме вака, може да припремиме, имаме македонско селско месо, нели? Фино направено во комбинација со телешко и свинско мевце, каде што си има сува пиперка и така натака. Значи може телешко мускулче во сос од печурки, каде што е претходно фино динстано, меко кровко мевце и така натака. Значи имаме македонска тава денинок, таа е во исто така со некој фино преливче каде што има кашкавал, иначе има 3 типа на месо, значи каде е застапено свинското, телешкото и пилешкото. Значи понатака може да направиме една фина мучкалица, значи од скара практично све, доколку сте, значи од типот увијач, вешалица, ражнич, кременадла, шарска, обична плескавица, колбас. Добро. И така натаму. Доволно е тоа. Или пак во делот на интернационалната кујна, значи типично може да направиме, еве да почнеме од една фина виенска шницла, понатака може да направиме значи свинско филе во сос од суви сливи, значи може да направиме телешко задушено во сос од зарзават. Значи мислам дека се одлучивте во овој дел? дел? Сосема доволно, да речеме, едно мало парче бускул. Добро. И една половина виенска шницла. Виенска шницла, во ред. Тоа значи дека со чорбите готово да се подигнат? Повелете, да. Нека ви е на здравје. Да. Злате, Да, повели. вака сега, генерално господинот има фини забелешки, Добро. мада 6 му беа многу, има генерално добри забелешки околу чорбата и имаше фини зборови, единствено малце ќе обрнеме внимание на зачините. Значи малце така да бидат изгледа по зачините. И сега, за главно јадење, значи он се одлучи за телешко мускулче во сос од печурки, меѓутоа пола, за да не му биде многу количински и виенска шница пола. Исто пола. Ете така. Значи тоа би било сега за сега. Важи, значи по пола за да не пренатрупаме количински. Одма, Ете така. готово. Ајде биди љубезен. Примаме. Се разбира дека ќе бидат љубезни. Но ние се надеваме дека она што следно ќе ни спреми кујната ќе го остави Невојша без зборови. А со тоа и ќе биде потврден и трудот кој кујната го вложува. Биде вака десна страна. Уф, се надеваме дека мобилниот преживеа. Гледате, пола виенска шницла, сосот од прелив од печурки, повелете телешки мускул, пола порција. Само малку. Значи сосот е од телешкиот мускул. Точно да, сосот е за телешкиот мускул. Да. Се извинувам, сега нешто да се напиете усова, прекрасно јадење, сем белото Со винце. црни меса одат Так, вина. црвени вина, нормално, Так. за добро саварување на место. Дали јас би предложил едно кабернет севиньон да се Ваше напие? изборот, значи Може? молам, да, Во ред. благодарам. Нешто очигледно не е во ред. Ќе го почекам келнерот, ама ова е страшно. Страшно е луто, јас не порачав пикантно јадење. Ау, така. И не е ни пикантно, него е луто. Ве Да молам, видиме, тоа е нешто во куварот, шефот на да го кујна, ве прави. молам, донесете ми. Јас сега ќе ги вкусам сите јадења, меѓутоа мене чинијата не ми се добра. Ќе гледате. Ова е како и Тие листата на јадења постарти. Само колку да ве видат, брало да се улепшаме со. Е не ја вака кеља вампир. Немој бе. Бројот на проблеми расте. Во ден и ноќ промените започнуваат во Хубо Маркет. Ваше оружје против нечистотијата. Авакс, средство за ревни. Чиста работа. Време е за едно прекрасно задоволство. Кокошкина, говецка, училишна абецеда, постна, топла супа за секој дел од денот. Пробајте и уживајте. Од Макс, Струмица.
Елитен ресторан Шари на падините на Шапка, село Лисец. Телефон 076 537 446. Секоја домаќинка знае дека тајната на сладкиот вкус е сокриена во магијата на убавото, неодоливо сладко задоволство. Од Макс Струмица. Years time we could be walking around a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too, and I'll put my hands over your eyes but you'll peep. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди. По 10 телевизори, фрижидери, машини за перење, аголни гарнитури, трапезариски маси и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Епа на здравје кафе со Елит кафе. Гледавте. Еден од култните скопски ресторани ја повика Жешка кујна. Кај ба се фати, знаеш дека имаме комплетно, не само национална, интернационална кујна, база кинеската се запнат. Потрошувачка на кинеската кујна, немаме кинези да дојдат тука. Дај да се извадиме господинот ми нарача една чорба. Ке му дајме одма 6 врсти на чорба. Ајде. Еве го, одма идам, трчам. Идеме, ајде. Трчам, одма ти дам. Ајде ве молам. Која има само 2 дена за промени. Ќе имам јас работа овдека доста најверојатно. Малку вино, колку за утеха. Благодарам. Ви пожелувам добар апетит. Јас сакам да ве прашам нешто во мол. Слободно. Можете ли да ми го објасните јадење? Тоа е фино, телешко мускулче, значи фино тинстано, прилепот, како што рековме, на страна. Мускулот е тинстан, извонреден е вкусот, меѓутоа мене ме припоти страшно е луто, јас не порачав пикантно јадење. Ау, така. И не е ни пикантно, него е луто. Ве молам шефот. Тоа е нешто во куверот. Шефот на кујна ве молам, донесете ми го. Во ред, одма ќе го повикаме. Злате, сега не знам дали снимат, меѓутоа леле, ова е љуто, ја што нарачав, ќе ве молам шефот од кујната повикајте го. Ајде сега те вика. Само да видам дали тука ќе дојде или сега најверојатно ќе отидеш таму. Љуто, ајде дојдете. Да, цело време се снима. Готвачу не му ја мисли. Ова е шефот на кујната, главниот виновник, околу пикантноста. Сега ми е јасно. Здраво, професоре. Здраво, Злате, повели седни, направи ми задоволство. И мене ми е задоволство. Злате, не изгоре јадењето. Да. Што е причината? Па малку појака храна ви дадовме, пошто чорбите, супите ви биле малку незачинети, да. Можев да предпоставам, так. Ама не знаев кој е внатре во кујната. Така, јас знаев кој. Ти знаеш кој е внатре, а? Злате, јас сега ќе ги вкусам сите јадења, меѓутоа мене чинијата не ми се допаѓа. И што да правиме сега, тие ни се стари. Како и листата на јадења постарти. Така. Ние имаме можност сега да избереме. Денеска и ќе одиме јас и ти во Хубо маркет. Па може. Да земеме новичини, ама дај направи некаков десерт за малку да се оладам јас од ова жештина што ми ја направи овде во... Може, ќе ти дај мугав десерт, кардиналски крушки ќе ти дај. Кардиналска крушка. Да. Јас ќе те замолам да одиш во кујна, да ја направиш кардиналската крушка, да провериш дали нешто ни фали во кујна за утрешното работење и да ќе проверам се што треба. Така и ќе се подготвиме јас и ти ќе одиме во Хубо. Добро. Ќе го вкусам јас сега и другото јадење, На здравје. Ова ќе го оставам за друг пат. На здравје јадење. Благодарам. Драганче, сега ќе видиме кога ќе... Не, они ќе кажат кој центот нешто за Шведската, мора да ви уклучам и те Витања, еден ден малце да вима. Само колку да ве видат, бяло да се улепшаме. Е, не ја вака кеља вампир. Немој бе. Не сакам, не се појавам, ти кажам, дека не се појавам. Тања, што сакаме да правиме. Исто и Тања и исто како нешто. Шо не ве тепам. Компирчињата сами скокаат од чинијата.
Се извинувам, дали сте готови Да, со повелете ручекот? ви. Благодарам. Овам, на здравје нека ви е. А на Небојша после лутото залче му останува само да се надева дека десертот нема да биде солен. По препорака, шефот на кујната, повелете. Се надевам дека нема да ми донесеш са нешто Не, слично ова е- како со мускулот. Повелете кардиналска кружка. Ова е сладко. Добар апетит. Благодарам. Јас се извинувам, дали како што е редот на нештата, некој десертно убаво вино со овој убав десерт да понудиме? Дали Јас може морам да дозволите? кажам дека ми го направивте задоволството со професионализмот на работењето Ви благодарам. и ве молам нека биде ваш избор за обидот. Да повлечеме тогаш ова чашка. Злата, јас да пробам слободно, Добар така? апетит. Слободно правај. Еве, сега ќе пробам да видиме. Што е ова, Злата? Тоа е крушка. Ова во кружката? Во крушката има ореви, карамел, Карамелизирани ореви? карамелизирани, да. Еве ја и таа сладка утеха. Провери ли во кујна што имаме? Дали имаме се или ни фали нешто? Па нема ни фали. Мене, например, даска ми фали. Даска ти фали? За сеќање, да. Повелете добар апетит. Мислам дека јас тоа ќе го средам со даската. Ќе одиме во Хубо да најдеме чини за сервирање. Така. Ќе ти најдеме тебе една даска, Даска, ножеви ни требаат. исто. ножеви за работа во кујна. За работа во кој не може. А сега правец во Хубо маркет да се поднови кујната. Зато имате можност за да Да. земате стално производи од Па овде. има можност кога сакат, не може да се земеме, Кога имате близко потреба. одма до ресторанот. Има све што треба за дома, не само за кујна, и за све било што друго може да се најде. Влезете овде? Влезете тука, Одлично. Хубо маркет работи секој работен ден од 9 до 21 часот. Во сабота од 9 до 17, а во недела од 9 до 16 часот. Огромен маркет. огромен маркет, има све, не само за кулинарство, за све. За све Овде за дома. имаме за градинарство нешто овде. Да. Нашиот дел е можеби некаде на крај. Таму иде. Тука. Одиме за тие си. Ајде. Хубо маркет со навистина импресивен асортиман и неверојатна понуда за сите посетители. Овде навистина има се што ви е потребно за вашиот дом. И тоа се на едно место. Нема потреба од волнење. Ова е вистинското место ако сакате да го подновите и разубавите домот. А сега да ги најдеме Злате и Небојша. Ова е навистина рај за готвачите и сите љубители на готвењето. Овде имаме ситен инвентар, Злата. Да, но имаме. Земај ножеви. Значи, земај ножеви да имаме за работа во кујна. Добре. Земи нешто за... Може и ова да го земеме. А уште каде? Земи ни еден нож за декорација, од тие помали. За декорација. Да. Нешто помалајте од тие бели тука. Тоа се изгледа тие порцеланските ножеви, видиш? Значи овие тука горе. Да? Да, тоа е најверојатно. Овие се убави ножеви? Може стави тука. Тешко ли е тава? Тешко. Одлично. Убава тава. Одиме нато. Даските се? Даските се Подолу. Подолу малку. Добро, одиме. Овде има све за ресторан што можеш, што ти треба да купиш. Секој ресторан, да, може да дојде овде и да секој, си најде тоа што... Све има овдека за ресторан. е потребно. Еве чини. Злата, јас сега ќе си дозволам да си Да земам си толку дозволиш? колку што мислам дека треба. Да можеме простор да направиме малку. За чиниите. А и ценава не е висока. Па не се скапи многу. А квалитетно убави се. Даските кај се? Даски, еве тука има даски. Види? Две ке земеме. Злата, овде ќе имаме и други Да, има други чини. чини.
Може уште да земеш. Јас ќе товарам колку што можам. Да си дозволиш колку сакаш да земеш. Стварно су убави. Убави. Повеќе ни треба вечер за шведската маса, после Треба, Василе да. осне за работењето. Чекај да видиме. Ево, тие убави се салати. Така, Злата, ја мислам дека ни е доволно, одиме натаму. Ја мислам, доста е. Злате, завршивме работа. Значи може да одиме. Сега сите дашките се на број. Шопингот за овие готвачи заврши. Со насмевки на лицето се враќаат во ден и ноќ. Злата, ве оставам да го изорганизирате инвентарот, овдека во овој простор што ги имате вие. Ние ќе си го средиме, ќе си го чистиме, ќе си го измиеме. Ќе направите хигиена на направиме, инвентарот. И се гледаме ние утре овдека во кујна со новите задачи, она што треба да Така, го за денеска сработи. доста, а утре ќе продолжиме. Јас ве оставам вас Идеме овде да одмараме. на работа. Чао, пријатно. Го завршуваме првиот ден во ден и ноќ. Утре имаме нов предизвик, се гледаме утре. Подготвени за нов почеток. Еве не во новиот ден во ден и ноќ. А ако по денот утрото се познава, тогаш можеме да заклучиме дека ова ќе биде ден за паметење. Втор ден во ден и ноќ, рано наутре, се наоѓаме на задниот влез од ресторанот Ден и ноќ, позади мене е терасата. Денеска не очекуваат бројни гости и ќе се потрудиме да ја презентираме храната на ресторанот, да покажеме што имат, а и да внесеме јадење од чешка кујна. Небојша одиме. Злате, втор ден се дружиме. Денеска имаме повикани гости, така ли? Ќе имаме има презентерска маса една. Гости имаме, но 50-60 луѓе ќе бидат. 50-60 луѓе Да, веќе имаме, така да. ли? Бројката е таа. Значи за презентерската маса ќе имаме ладни предјадења. Има Ќе направиме два експоната Два експоната. ќе и има- ордевери. Ќе има ордевер, ќе има салати мешани, грчки салати, ќе има похловани картофи, похловани маслинки. Тоа е во топлиот дел, така ли? Во Во топлиот. главните јадења, кажи ми сега од месото, увијачи ќе подготвиме, Ујачи, медальони, ражничи, Така. пилешки стекови, бечки шницли. Работата е поприлично сериозна и голема. Да, сериозно. Злате, те молам, подготви го топлиот дел, јас ќе почнам со карвин за ладните предјадења. Колешките замоли ги Колешките, таму да... колешките ќе почнам со салатите да Со го салатите. сега. Значи, преземи го Јас ќе- делот на организација во тој Јас дел, ќе а почнам јас со ќе одам со ладното. топлото јадење да спремам. Почнуваме, Злате. Почнуваме одма. Започнуваме со работа. Девојчиња, салатите ги спремате ли? Колку салати ќе правите? Две грчки, две мешани. Јас мислам да појачате помалце, да не е малку. Небојша е подготвен да создаде вистинско уметничко дело. А ние сме подготвени да го пробаме. Но шегата настрана. Се лупат, се сецкаат богатите вкусови. Вкусови на кои никој не може да им остане рамнодушен. Екипа во кујната достојна на предизвикот. Побрзајте малку, побрзајте, салатите требаат побрзо. Брзајте, ма внимателно. Се дава максимумот за да се покаже ден и ноќ во најдоброто светло. Како што се ближиме кон финишот, се ставаат финалните детали за целосен впечаток. Весна, стави едно тавче молам. Леле, Весна, немој тоа тавче молам. Ние имаме подобро тавче, ова е тавче на братство.
Квалитетов е извонреден. Значи пола милиметар челик кој што не реџосува, задржува топлина, вкусовите внатре се исти како да не е пржано јадењето. Да, Ова јас сум клучен за тоа тавче, многу убаво тавче. Братство злате, така е. Да, може. Може, ево вака. Може. Додека ова се крчка и сече го Весна месото. Но додека во кујната се подготвува вкусната храна која ќе го збогати менито. Ресторанот се подготвува да ги пречека гостите. А посебно летната тераса, која е вистинско место да се разладат жешките денови и ноќи. Терасата има одличен поглед, кој преку Вардар го гледа убавиот дел од Скопје. Зате скарата мене ми е готова, јас тргам, ти докаде си? Да, јас сум при крај уште бечкиве да ги испржам и може да сервираме во купките. Може да почнеме со сервирање, така е, може. гостите ни доаѓаат. Спремни сме. Професорот Небојша е изванреден мајстор во својот занат. Ќе гледате дали е полн погодок со работката на кујната со Небојша. Видам тие што ги барат да дојдат да видат што пропуштија. И дали добриот глас надалеку се слуша. Ќе ве замолам најнапред ние да пробаме, а ќе ги повикаме и гостите да ни се придружат овде, па да слушаме и нивни коментари, така ли? Одлично, Ви се одлично, допаѓа преубаво, храната? десетка. Гледавте еден загинат мобилен, еден изгорен Небојша, Појака храна ви дадовим, пошто чорбите, супите ви биле малку Незачинети? незачинети, да. Можев да предпоставам. Так. Ние имаме можност сега да избереме денеска и ќе одиме јас и ти во Хубо маркет. Па може. Да земеме новичини. и Хубо маркет во кој имаше се што баравме. Ова е ден кој ќе не воведе во незаборавна ноќ. Убаво разладување за скопската жештина. За една ноќ в Копакабана. Шведската маса се подготвува. Храната чека, но не за долго. Ги оставам колегите да довршат работата и онака е при крај, јас одам да видам салата додека не дошле гостите. Со професорот Небојша се познаваме преку 20 години. Сме работеле заедно сме идели на одмор, сме се дружиле многу пати. Храната почнува да се мести на шведската маса. Време е да се покажат резултатите од двата дена напорна работа. Ги оставиме тука или таа? Па, там. Давате вие они кои остана тука слабо. Ја давате на него Ама за купките да направиме место. Солзата ќе направиме една купка таму, една ваму ја рачуваме. Кај ги рачуваш? Една тука, една таму или вака може? Другата таму или таму и таму. Значи ме солзата вака и вака купки ги ставиме. Така правилно. Злате е очигледно презадоволен од соработката со Небојша и од сработеното. Професорот Небојша е изванреден мајстор во својот занат. Сме работеле многу шведски маси, многу коктели сме поминале заедно, сме ги изработиле. Како денеска што изработивме, така и многу пати сме работеле со него. Сега. Там. Се внимава на секој детал. Се мора да изгледа совршено. Дај ми го тоа овде. И фатите не. Овде, како ќе ти дојде? Ајде. Ја мислев таму и ваму. Ајде. Али, Ќе го преорганизираме ако треба. Масава на вистина делува импресивно. Ова ќе дојде овде. Тада неки собере, не се кире. Сега не фата чеке да не
Ова имаме да ги запалиме долу. На чош да ги ставиме, може да. Па не е баш по норма. Не се сомневаме и дека она што е сервирано е исто толку вкусно како што изгледа. Вака, Небојша во долгогодишното моје работно искуство и како професор од угостителско, значи познавајќи го во току, значи надоградување, учење во образување на угостителски овакво персонал што излегува од угостителско, имам високо мислење, така да и со секое негово доаѓање и со ова наше денесно искуство го надоградува. Во секој случај може само да попримат нашите кувари, сите негови сугестии, забелешки, мислам дека се на место. Верувам дека е стварно добар угостител, има големо познавање и сето тоа би не било една позитивна прилика во секој случај за нашиот ресторан. Значи, мислам дека е господинот има познавање и секоја добронамерна критика без никакви наши забелешки ни се добре дојдени. Поред енирици, да. Че може ли да земе тук? Или вака да стане? Може и вака, да. Па, супер. Дај. А овде да ставиме еден форлигер? Па имаме и штипки, да не се перо се, имаме се штипки. Чекај, ќе направиме. Да. Стави за да може да зима. Супер. Зато е готово. Да не се Имаме. Какво финале? Вкусна храна која не остава без зборови. Трудот на вистина се исплатеше. Човек пред оваа шведска маса ќе остане збунет, зашто нема да знае од што попрво да проба. Богат избор и збогатено искуство за екипата во кујната. Време е да се ужива во победата. Злата, ја завршивме работата. Вистински труд вложивме во ова што денеска може да го видиме. Луѓето се тука чекаат да пробат. Се надевам дека ова ќе остави добар впечаток кај сите нив. Јас би ги замолил колегите, прво, најнапред да ви се заблагодарам на сите за соработката и ќе ве замолам најнапред ние да пробаме, а ќе ги повикаме и гостите да ни се придружат овде, па да слушаме и нивни коментари, така ли? Повелете, колеги, најнапред пробајте ви. Злата, повели. Ајде да пробаме. Ја тоа ќе пробам. Само да пробајте. Замераш. Повелете. Повелете. Па, после жешка кујна, ја мислам дека многу подобро ќе работиме од тоа што сме работели до сега. Работиме добро, сега уште подобро ќе работиме. И се надевам професорот Небојша многу добро ни помогна во работата и не упати на прав начин како да работиме. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Добитник на аголна гарнитура е Далибора на Киевски од Делчево, а трапезариски маси добија Фросина Стојановска од Куманово и Ана Ѓургиовска од Прилеп. Епа на здравје кафе со Елит кафе.
Елитен ресторан Шари на падините на Шапка, село Лисец. Телефон 076 537 446. Пренесени од древните цивилизации, директно на вашата трпеза. За подобар вкус на јадењето, зачини од Макс Струмица. Years time we could be walking round a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too, and I'll put my hands over your eyes but you'll pee. Ваше оружје против нечистотијата. Авакс средство за купатила. Чиста работа. Абе, гостите да ги викнеме. Оди земи си сега да јадеш, не снима. Дока е дозволено. Не се срамете? Натре не излезе уште. Излезе сега, сакаш да го видиш? Ќе го видам после, да не работи таму. Море си отиде, мислам. Од Цавалија беше. Од Цавалија беше. Да, супер ресторан, а? Добри, супер. Знам дека вакви надолазиме. Нормално. Вие како иде? Добре? Добро. Маре, Морико, и еден густи сок плюс. Ке на златено си шпасата. Уште едно густо сок. Девојчето не наручило. Добро. Ама уште едно девојчето не наручило. Време е и гостите да ја пробаат храната и да го слушнеме нивното мислење. Добро. Кој како секогаш е пресудно за успехот на ресторанот. Па вака, ние впрочем како ресторан имаме стварно доста добра работа, не сме баш во типот дека кузне колку ќе се изработуваме, меѓутоа секако гледајќи како и во нашата соседна држава, така и тука зима голем замав, така да мислам дека е една добра реклама пред се и очекувам уште подобри овакво и нека видат луѓето и гледачите преку јавните гласила дека ресторанот стварно работи. Верувам дека и он пофални зборови каже и дека ние ги очекуваме да дојдат со малце со збогатено искуство, нели и со забелешките на Небојша, така да ќе уживаат во квалитетот на храната и верувам на услугата во нашиот ресторан. Ресторанот има капацитет од 200 луѓе за свадби. Исто така организира родендани, ивенти и разни други прослави. Добар ден. Добар ден. Пријатно јадење, пријатен оброк. Благодарим. Како сте задоволни од храната? Одлично. Ви се допаѓа Преубаво, храната? 10-ка. Вкусовите добри, Супер. Топ. зачинето, све во ред. Секако што Доаѓате треба. често овде? Па многу често. Многу често. Да, многу Значи чести амбиентот е многу добар. Одличен. Вообичаено одличен. сте и тука внатре терасата. каде? Па ова време вообичаено тука. Во овие Терасата услови е кога е одлична. топло, дека е баш пријатно така. Да, баш е тука покрај Вардар. Одлично. Уживајте во Благодарам. Од гостите доаѓаат само пофални зборови. Уште една успешна мисија во Жешка кујна. 2 дена во ден и ноќ. Прекрасна работа, извонредна храна, добра послуга и извонредна музика. Ги оставаме гостите во добро расположение, а ние се гледаме следната недела.